Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Во ова издание говориме за актуелните текови и проблеми во светот, особено во Европа и пристапот на меѓународните фактори кон нив. Најновата посета на американскиот председател Барак Обама на Европа го покрена прашањето дали неговото долго запоставување на европските сојузници доведе до сегашните проблеми на стариот континент. Некои коментатори велат дека сегашните негови пораки на солидарност со сојузниците нема да придонесат Соединетите држави да ја задржат позицијата на најголем трансатлантски поборник. Своевремено сјајните триумфи на европската соработка и интеграција падна во сенка на несоодветните одговори на терористичките напади на улиците на Брисел и Париз, на нестабилното справување со бранот бегалци од Блискиот Исток и Северна Африка и на растечката закана од преродба на национализмот во Европа, кој предизвика две светски војни. На американците им е тешко да ја сватат Европската Унија, освен како творба, за да обезбеди дека никогаш повеќе нема да дојде до војна меѓу Франција и Германија. Ова беше завршено со формирањето лабава континентална конфедерација, која заеднички тргува и води заедничка економска и дипломатска политика. И се до неодамна на американците не им требаше ништо повеќе од тоа, пишува во коментарот објавен во Вашингтон Пост, во кој се додава. Но неуспехот на конфедерацијата да развие институции и лидери откри нови измачувачки дилеми. Сириската дивјачка граѓанска војна, турската лицемерност со бегалците и саудиското финансирање на исламизмот во европските земји помогнаа за подкопување на стабилноста во регионот. Агресијата на рускиот председател Владимир Путин врз источна Украина ја турна Европа во длабока несигурност. Некои критичари во Европа сметаат дека свој удел во тоа има така наречениот азиски стожер на председателот Барак Обама, кој придонесе за прегрупирање на американските приоритети надвор од Европа. Обама е добар пријател на Европа на многу начини, вели за Нью Йорк Таймс Николас Бърнс, поранешен амбасадор на Соединетите држави во НАТО, а сега професор на Харвард, додавајки. Но нема сомнение дека тој остави впечаток оти не беше инстинктивно фокусиран врз Европа. Според Бърнс, Обама бил хендикепиран со неверојатно високите очекувања на европејците за него, додека беше кандидат за председател во 2008 година. Со последната посета и самитот на НАТО, што треба да се одржи во Вашингтон во јули, председателот има шанса да напушти функцијата со силен приказ на поддршка за Европа. Соединетите држави и Европа треба да повлечат јасна линија околу Полска и Балтичките држави и да му кажат на Путин дека нема да му биде дозволено да ги дестабилизира, вели Бърнс. Грдиот популизам кој се фокусира врз странците како главен извор на болните општества, според Нью Йорк Таймс провеува во политиките на двете страни на Атлантикот. Крајно десничарските партии во Унгарија, Франција, Полска и Британија бараат затворање на националните граници. Своевиден изолационизам протежира и Доналд Трамп, еден од водечките кандидати на републиканците за председателската трка. Неодамна Обама изрази разочараност со тоа што некои европски сојузници станаа, како што рече, слободни јавачи, со што индиректно ги поддржа ставовите на Трамп. Тензиите внатре во Трансатлантскиот сојуз не се ниту нови, ниту единствени за администрацијата на Обама. Поплаките спрема Обама се поблаги во споредба со гневот што го изразија европејците, откако Доналд Рамсфелд, секретар за одбрана на председателот Џорџ Буш, ги нарече Германија и Франција стара Европа, бидејќи одбија да поддржат војната во Ирак. Никогаш не сме во право со европејците, вели Џон Корнблум, поранешен американски амбасадор во Германија. Ние сме или премногу преокупирани со своите работи, или се вртиме кон Азија и ги напуштаме. Американското присуство во Европа всушност им овозможува на американците да бидат тивки, но постојани, честни посредници меѓу европските сојузници во одржувањето на регионалните тензии на ниско ниво. Истото важи и во Источна Азија. Тоа е благородна мисија која треба да се почитува, а не да се напушти, се наведува во коментарот на Вашингтон Пост. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Каков е ставот на Македонија, односно на македонските политичари спрема главните сили на меѓународната сцена во нивните обиди да се справат со предизвиците пред кои се наоѓаат нивните односи, како и при решавањето на горливите кризи? Дали освен оние декларативните постојат и некои други?
Терористички напади низ Европа, мигрантско-бегалски бран, економска криза која ги држеше будни европските функционери до раните утрински часови во обид да најдат заедничко решение. Сето ова се случуваше на Европската унија периодов несомнено тежок за разните земји членки кои имаат и различни интереси, а дел од овие прашања директно да сегаат Македонија. Истовремено на светско ниво се отвори дебата дали Соединетите американски држави беа доволно заинтересирани за проблемите со кои се соочува Унијата. Македонија всушност беше и жртва на неединствената политика на Европската унија, но истовремено од почетокот и не се снајде најдобро стратегиски во однос на своите партнери, оценува Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Значи во почетокот сигналите што ги даваше македонската влада беа партнерство со Вишеградската група, со Унгарија, Австрија, и тоа се користеше значително за внатрешно политички цели, со тоа што се пласираше тезата дека комесарот Хан, потоа министерот за надворешни работи на Австрија, унгарскиот министер за надворешни работи, ќе помогнат Македонија да добие препорака за членство во Европската унија. Но како минуваше времето, како што се заостри тоа двојство во Европската унија, така Македонија менуваше својата позиција и потоа го зазеде ставот дека Македонија ќе ги почитува заедничките ставови што ги донесе Европската унија. Целото ова неснаоѓање на Европската унија со мигрантите беше добра можност за дел македонски политичари отворено да ја критикуваат унијата и да се обидат од приказната да добијат поени за себе на внатрешно политички план. Сличен беше односот и кон економската криза, при што се истакнуваше успехот на македонските политичари за разлика од неснаоѓањето на оние во унијата. Ова дефинитивно многу придонесе за тоа кај македонските граѓани да се јави скепса, меѓутоа мислам дека уште повеќе придонесе ставот на македонските политичари, не оној официјалниот, декларативниот ние сме за НАТО, токму тие пораки кои што константно се испраќаат дека Македонија е успешна, ама Европска унија е сега неуспешна, што малце е несоодветно. Но кога се работи за Соединетите американски држави, односот е сепак поинаков. Најповрзана работа меѓу Скопје и Вашингтон во однос на глобалните теми е борбата против исламска држава, а македонските граѓани оценуваат упатените најмногу ја перцепираат Америка од аспект на безбедност. Според едно истражување на јавното мислење спроведено од Институтот за демократија во 2014 година за перцепцијата на македонските граѓани кон поединечни земји членки од гледна точка на глобалната политика, а без оглед на незиниот однос кон Македонија, испитаниците најдобро мислење имале за Германија, односно 14,5%, а потоа за Соединетите американски држави 11,2%. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.